Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија КИС, Менада Авонив ќе гледате. Загадувањето на воздухот е штетно за сите граѓани, не само за хронично болните, покажуваат најновите студии. Во училиштето Андреа Савески Чичиш беше организиран новогодишен базар на кој за продажба беа изложени украсни предмети и храна. Ученици и наставници од училиштето Гоце Делчев денеска организираа изненадување за дечињата со попреченост. Загадувањето на воздухот е штетно за сите граѓани, не само за хронично болните, покажуваат најновите студии за влијанието на аерозагадувањето врз здравјето. Веќе неколку дена среднодневните концентрации на суспендирани честички со димензија од 10 микрометри се над рамките на граничната вредност во повеќе мерни места. Зголемена концентрација на штетни честички во воздухот надминат прак на алармирање и препораки за ризичните групи. Поради аерозагадувањето деновиве неколку градови во земјава се гушат. Докторите велат дека на удар не се само хронично болните, затоа што според најновите студии, последиците ги чувствуваат сите граѓани, па дури и неродените деца, вели доктор Радко Давидовски од Центарот за јавно здравје Тетово. Последните податоци за смртноста ни се од 2016 година. Меѓутоа, пандемијата и си го направи своето така да дишевме релативно добар и квалитетен воздух. А покрај оние сега со влошувањето на временските прилики настанува зголемување на прецена PM10 и PM2,5 и тоа го чувствуваат хроничните болни, значи хронични респираторни, хронично кардиоваскуларни, меѓутоа најновите сознанија покажуваат дека доаѓа овие PM10 и PM2,5 предизвикуваат неалкохолно замастување на црниот дроб. Значи сега страда и црниот дроб и неуроинфламаторно и неуродегенеративно делување на мозокот. Така да имаме намалување на когнитивните функции кај населението, односно меморија, говор, интелигенција, а посебно загрижувачки е што една студија што се појави дека кај неродени деца настануваат тумефакти, значи настануваат туморозни формации во мозокот. Доктор Давидовски вели дека со влошувањето на временските прилики настанува зголемување пред на PM10 и PM2,5 честичките, на што дополнително влија и начинот на грејење во домаќинствата, но и сообраќајот. Според него, целосната гасификација би било едно од решенијата. Само гасификација. Затоа што 70 до 80% ни се нас од фосилни гориви и од оджаците. А со оваа економска криза сега и се што е дома комунален отпад се спалува во ќумбињата. Така да со гасификација докажано, тоа ние имавме 2015 година еден проект каде што од институтот за нивниот институт за јавно здравје од Финска и кај што ни беше презентирана слика од и база на податоци од 1962 година кога е воведена гасификацијата. Како градот е во целосен чат и како го нема и како се ниски вредностите. Така да има решение. Има и со филтри, меѓутоа главно решение е гасификацијата. Инаку деновиве Скопје се најде на листата на најзагадени градови во светот според податоците на IQR. Освен во главниот град, податоците за среднодневни концентрации на суспендирани честички со димензија до 10 микрометри на државниот мониторинг систем за квалитет на воздухот покажаа дека се над рамките на граничните вредности и во Тетово, Гостивар, Струмица, Кавадарци, Кичево и други места.
Регулаторната комисија за енергетика ќе ги намали цените за електрична енергија за да не се почувствува кај домаќинствата зголемувањето на ДДВ-то. Кај тие што штедат поттикнуваме повеќе да штедат, посочи директорот Марко Бислимовски. Цената на електрична енергија за првиот блок се намалува за 4,11%. За вториот блок цената на електрична енергија се намалува за речиси 3%, 2,95%. Цената на третиот блок се коригира и се зголемува за 0,85% и за четвртиот блок цената на електрична енергија се намалува за 7, се зголемува за 7,65%. 99,2% од домаќинствата во државата имаат намалени цени на електрична енергија. Доколку продолжат домаќинствата да штедат, многу мал процент ќе имаат зголемени трошоци за електрична енергија. Тоа се конкретни мерки кои што ќе помогнат на граѓаните за да им се подобри нивниот животен стандард. Со овие наши одлуки цената за пренос на електрична енергија се намалува за 8,66%, цената за дистрибуција на електрична енергија се намалува за 19,54%. Тоа е дополнителна помош и за компаниите кои што се на слободниот пазар на електрична енергија, затоа што нивните трошоци за мрежарина, која ги вклучува преносот и дистрибуцијата, се намалуваат речиси за 20%. Председателката на Уставниот суд Добрила Кацарска одржа пресконференција за активностите, но и проблемите со кои се соочува највисокиот суд во земјава. Јас сум силен поддржувач на воведување на уставната жалба, затоа што за мене е несватливо како тоа, ако го видите уставот од член 9 па натаму, имаме ние 40 одредби кои што ги штитат сите права на граѓаните. А кога ќе дојдете до членот 110 алинеа 3 од уставот, ќе видите дека Уставниот суд е надлежен само за одреден број на права на граѓаните. И токму затоа го поддржувам воведувањето на уставната жалба и една од темите кога беше тој состанок со државниот врв, беше моje искажување дека е неопходно потребно тоа да го направиме. Ние го одиме патот кон Европа долги години, еве веќе почнавме и преговори. Ќе дојде и тој ден кога ќе попараат од нас воведување на уставна тужба или како што некаде се нарекува уставна жалба. И мој предлог е да час поскоро ја воведеме уставната жалба за да не се најдеме во ситуација да бидеме критикувани и повикувани зошто тој инструмент ние го немаме. Значи секаде во секоја можност, тоа и секоја прилика го кажувам, но треба да се има во предвид дека е потребна промена на уставот за да може да се воведе. Во новиот акт кој што ние го имаме веќе спремно, но чекаме да бидеме комплетни, тоа е оној замена за постоечкиот деловник кој што е од 1992 година, има одредби кои што се однесуваат токму на уставната жалба. Но повторно ви велам, сепак ние зависиме од пратениците. Доколку има волја кај нив, ние би се комплетирале веднаш и би почнале после неколку месеци секако би биле спремни да отпочнеме со таа работа. Но нагласувам, сметам дека е неопходно потребно час поскоро да ја воведеме уставната жалба. Посебно што и ние сме една од ретките земји што немаме уставна жалба. Само со пензионирање бројот на административците се намалил за илјадници. Со нови стручни кадри ќе се зголеми ефективноста, изјави Фатмир Битичи на денешната пресконференција. На ниедна влада не е императив, пак ќе кажам, да се направат чекори на кои што на вештачки начин ќе се намалува бројот на административците.
како што им помагаме на приватниот сектор, за да се зголеми продуктивноста на нивната работна сила, за да се зголеми конкурентноста нивна, да се зголеми нивната ефикасност во работата, тоа го правиме и во јавниот сектор. На крај на денот, услугите од тие кои што се во јавен сектор доаѓаат за вас како граѓани, но и за мене како граѓани на оваа држава. Ако ние на крај не можеме да добиеме услуга од тие кои што ги плаќаме, секако ќе бараме да се зголеми ефикасноста и ефективноста во нивното работење. Намалувањето е природен процес, секако со реорганизацијата која што е почната во јавната администрација, со реорганизацијата која што е почната во јавните претпријатија, во акционерските друштва, полека ќе се намалува бројот за да се оптимизираат работните места и за да се зголемат квалитетот на услуги кои што се даваат кон граѓаните. Да, по основ на пензии и по основ на заминување е намален за илјадници ако споредиме од година во година. Вчера во основното училиште Андреа Савески Ќиќиш во Тетово беше организиран новогодишен базар на кој за продажба беа изложени украсни предмети и храна. На базарот учество зедува ученици од 1 до 5 оделение, а истиот привлече и голем број посетители. Новогодишни украси и разновидни сладки, изработени со многу љубов и внимание, ги красеа штандовите поставени во холот на основното училиште Андреа Савески Ќиќиш во Тетово. Учениците и покрај тоа што уживаа во празничната магија во нивното училиште, се најдоа и во улога на продавачи. Среќни и насмејани ги пречекаа посетителите и ги понудија со широкиот асортиман на рачно изработени производи. Вчерашниот новогодишен базар во училиштето пак беше и одлична можност за дружба помеѓу учениците и присутните, а идејата за ваков настан произлегла од училишниот совет на родители. Значи, активноста како активност е соопштена уште многу поодамна, да речем на самиот првичен состанок со Советот на родители. Тие има, иако беше септември месец, меѓутоа имаја идеја како сите активности, сите празници да бидат организирани и нивните идеи нам ми се посебно драги. И уште од септември тие се изразија желба дека би сакале оваа година да има завршница со еден новогодишен базар. И кога ова нешто беше кажано на наставничкиот совет, веднаш нели се прифати како идеја, дојде тој момент и веќе 2 недели како е соопштено, ама чинам дека цела недела се подготвуваат интензивно, да. Освен новогодишниот базар, вчера учениците од 1 до 5 оделение се израдуваа и на новогодишните подароци од Дедо Мраз. Советот на родители за секој ученик подготви и донираше новогодишно пакетче. Значи, во соработка со Сдруженијето Вешта жена и господјата Жана, во нашето училиште денес дојде Дедо Мраз и даде подароци за нашите најмили ученици. Инаку паричните средства собрани од синоќешниот базар во училиштето ќе бидат наменети за учениците и нивните наставници што беа дел од истиот. Ученици и наставници од основното училиште Гоце Делчев од Тетово денеска организираа изненадување за дечињата со попреченост. Детскиот училишен хор им испеа празнични песни, а воедно им беа доделени новогодишни подароци. Во пријатна новогодишна атмосфера, учениците од основното училиште Гоце Делчев од Тетово денеска приредија изненадување за дечињата со попреченост. Имено најпрво беа поздравени од оделенската наставничка Сонја Трифуновска, а потоа им беа испеани новогодишни песнички, а воедно се добија и новогодишни подароци и честитки. Целта била, како што велат од училиштето, дечињата со попреченост да го почувствуваат празничниот дух и да се израдуваат на подароците. Денес нашето училиште се чувствува мощно празнично и раздвижено е, радосно е тука, бидејќи имаме многу важни настани, тоа 2. Првиот настан е ќе ни бидат гости учениците, односно дечињата кои што се со посебни образовни потреби на ниво на општина Тетово. Тие ќе бидат гости со своите образовни асистенти, заедно со координаторот Милица Серафимовска.
По тој повод, училишниот хор што го имаме под диригентство на наставникот Ненад Вукојучич подготвија скромна приредба, меѓутоа интересна за најмладите, и исто така ќе им бидат поделени новогодишни пакетчиња. Основното училиште Гоце Делчев од Тетово пак во изминатиот период бележи голем број креативни празнични активности со учениците. Во пресрет на новогодишните празници во нашето училиште беа реализирани многу активности со учениците од 1 до 9 одделение. На ниво на стручните активи беа реализирани и МИО и новогодишни работилници во кои што беа вклучени и родители, така да имавме плодна соработка и со родителите овој пат. На овие новогодишни работилници учениците заедно со родителите изработуваа декоративни новогодишни предмети, кои што претежно беа изработени од рециклирачки отпадни материјали. Тие ги искористивме, значи, и го украсивме холот на училиштето. Инаку, денес во училиштето ќе биде организиран и новогодишен базар, со кој ќе се заокружат активностите на учениците во пресрет на новата година. Следуваат информациите од полицискиот билтен за случувањата во текот на вчерашниот ден. Во градски трговски центар во Тетово, полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода 34 годишникот Тетовско Теарце, затоа што кај него била пронајдена и одземена марихуана. Лицето било задржано во полициска станица и по документирање на случајот против него ќе следи соодветен поднесок. На улица 164 во Тетово, лишен од слобода е 41-годишникот Мала Речица. Тој претходно, кога ги забележал полициските службеници, почнал да бега, при што фрлил кесички со кокаин. Тој бил фатен и приведен во полициска станица, а другата била пронајдена и одземена. По целосно документирање на случајот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Полициски службеници од ОВР Гостивар привеле 33 годишна жителка на Гостивар, затоа што кај неа биле пронајдени разновидни пиротехнички средства. По документирање на случајот, против неа ќе следи соодветен поднесок по член 15 став 1 од Законот за заштита од експлозивни материи. На градскиот плоштад во Тетово, полициски службеници од СВР Тетово пронашле картонска кутија со околу 300 парчиња разновидни пиротехнички средства. Се работи на расчистување на случајот. Во ОВР Гостивар било пријавено дека на крстосница од автопатот со регионалниот пат Неготинска Клучка село Неготино се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило Volkswagen Golf со српски национални ознаки, управувано од 61-годишникот Гостиварски Добридол, и патничко возило Opel со гостиварски регистерски ознаки, управувано од 27-годишникот Гостиварско Горјане. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил возачот од Добридол, констатиран е во Општа болница Ферит Мурад во Гостивар. Увид извршила екипа од ОВР Гостивар. Во СВР Тетово било пријавено дека во Тетовски Лисец 38 годишник и неговиот малолетен син биле каснати од куче скитник.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ово издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!